Младите повеќе читаат некои лични искуства, тоа што го споделуваат на социјалните мрежи, а не читаат тоа што треба да се прочита. Значи, не може вакцинацијата да делува, дефинитивно не може да делува на мутирање на вирусот. Значи, кај вакцинираните, демек заболени, тоа предпоставувам дека го дискутираат, не, вакцинацијата само го стимулира организмот да имуниот систем практично го подготвува, го стимулира да даде добар одговор при евентуална инфекција, односно контакт со вирусот. А моментот на краткиот рок на изнаоѓање. Краткиот рок, и тоа е дискутабилно. Да, ние сме сите повеќе присталици на онаа стара технологија, на вакцини подготвени како мртви вакцини од мртви причинители, бактерии, вируси, па подготвени со атенуирани, со ослабени, па со нивни токсини во екстремно мали дози, нели, што ќе стимулираат одговор во организмот. И малку се знае за овие генетски инженеринг вакцини. Аденовирусите, има многу литература за тоа, аденовирусите се користат за подготвување на вакцини 30 на години наназад, како носачи. А додека овие пак, еве конкретно, нели, за месенџер РНК вакцината, на тие вакцини се работи повеќе од 20 години. Значи, на технологијата. И тоа не е сега подготвена, сега измислена или најдена технологија, значи тоа истражувањата се наназад, еве да генерализираме 20 до 30 години наназад.